À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Денеска СДСМ имаат национално неосвестени пратеници, клиентелистичи и личен интерес е многу поважен од Македонија. Но среќа е што СДСМ не е Македонија. Македонија има синови и ќерки кои се којдневно излегуваат и гласно кажуваат не на асимилацијата по бугарски терк. Македонија има синови и ќерки кои се решени до крај да си го бранат своето. Ние македонците туѓото не го сакаме, но своето не го даваме и сме подготвени да се бориме до крај. Нема промена на устав по бугарски диктат и без гаранции за македонците. И тоа не по цена на нашите политички кариери, туку по цена и на нашите животи. И ова треба да го знаете. Ова да си го запишете и запомтите. Доста си играте со Македонија. Слушнете го гласот на народот. За мене овие изводи што седат пред мене не се мои колеги. Немам никаква почит кон нив. Вие непочитувани колеги сте изводи македонски. Обштествени отпадоци што не заслужувате да го дишеме истиот воздух. Македонска проклетија е во тоа што на власт имаме квинслизи кои се спремни на се само за да останат на власт. Квинслизи кои се додворуваат распродавајќи се што не е нивно. Останува нејасно зошто им го прават тоа на своите, на нивните гласачи, на нивните членови, на нивните симпатизери ако што ги имаат. Зошто и го прават ова на државата и на народот кога знаат дека почеток на преговори нема да има. Еве совет за овој што избега за премиерот, што не го признавам. Прво, народот те плаќа да ги браниш неговите интереси, а не да ги распродаваш. Второ, ќе скапеш во затвор, ќе скапеш. Нека ти е јасно и на тебе, и на тие што те климаат со глава. Можете да се смеете од сега до утре са бајле. Ние ова ќе го реализираме. Да живее Македонија!